Со цел за превентивно дејствување против малолетничката деликвенција, ноќта помеѓу 23 и 24 август, полициската станица заедно со директори на општинските основни и средни училишта, Центарот за социјална работа и градоначалникот Димитровски одржаа состанок на кој беа изнесени актуелните состојби во оваа сфера во рамките на општината и градот Кочани. При тоа посебен акцент беше даден на конзумирање на алкохол, присуството на дрога меѓу најмладите, како и на состојбата во кафулињата за време на викендите во нашата општина. Се работи за планирано дејствување и укажување на собствениците на угостителските објекти да не служат алкохолни пијалоци на малолетни лица. Оваа активност има превентивен карактер, значи не е целта да постапуваме репресивно на теренот, туку само да укажеме на малолетниците доколку приметиме одредено девијантно и асоцијално однесување од нивна страна, да им укажеме за последиците, а истото тоа ќе го сториме и на угостителите кои што евентуално би направиле некој прекашок. Оваа активност ќе ја повториме и во месец септември. Нема да кажеме точно кога ќе биде во месец септември, за да видиме дали ќе има одредена разлика сега кога се во тек годишните одмори, кога децата на еден начин немаат училишни обврски, и потоа во септември кога веќе ќе започне училишната година и веќе ќе бидат прекупирани со работните обврски околу училиштата. Дали е присутно конзумирање на лесни дроги? Точно дека има одредено присуство, за разлика од други градови, ние во општина Кочани не се толку многу застапени користењето на опојни дроги, меѓутоа овој тренд е се поголем кон младата популација и со сите сили треба сите да се заложиме за искоренување на оваа лоша појава. Мислам дека и оваа активност ќе биде во тој дел да видиме да знаат и малолетниците дека сите заеднички ќе се обидеме да се бориме против ваквите пороци. Градоначалникот Димитровски со позитивна оценка за оваа активност која организираше полициската станица Кочани во соработка со директорите, родителите и полициските службеници. Знаеме дека младите се воспитуваат најпрво во домот, понатаму во училиштето, во центрите за социјални работи, меѓутоа тука и полицијата да на еден и превентивен и репресивен начин ги колку толку следи оние активности кои што ги имаат нашите најмлади сограѓани. Сена се ја поздравуваме оваа акција и ја поддржуваме во целост. Покрај состанокот учесниците се упатија кон трговскиот центар, каде што посетија повеќе кафулиња и објекти во кои се собираа младите за време на викенди и консумираат алкохолни пијалоци. Затекнати се неколку малолетни лица кои покрај забраната консумираат алкохол во кафулињата. Полициските службеници им ги објаснија законите на овие малолетни лица и им укажаа на последиците доколку наредниот пат ги затакнат во кафулињата како конзумираат алкохол. Освен во кафулињата во трговскиот центар, патролата се упати и во дворот на гимназијата, во дискотеката Аква и на други локации во градот, каде вообичаено навраќаат младите. Заклучокот е дека состојбата во Кочани нема неконтролирани димензии и дека конзумирањето на алкохол кај малолетните лица се сведува на изолирани случаи. Тоа е резултат меѓу другото и на редовните посети на овие објекти од страна на службени лица пре полициската станица во Кочани.